тоа што му се случуваше на Џоковиќ изминатиот период. Добро. А вие како и колегата ни Серсо Џоковиќ, Добро. сигурно ги гледате работите и Така. на поинаков начин. Ај се во кратки две-три реченици онака, што мислите за целата таа сага? Дали, еве, конкретно, нели велат, да не бил балканец, не знам да бил скандинавен, што немало ништо од ова да се случи. Зошто некако да се мешаат политики со вакцини и со све? Проблемот е што и Австралија води политика, нема врска со здравство, заради тоа што се пред избори, имаат притисок од јавноста. Јас сум згранат дека мнозинството од австријаци толку ги побудалеле со тие карантини, особено Мелбурн, да они сега сакат и другите да страдаат кој нив. И ако имаат мала смртност и сега зашто него го пуштате, доека летал 14 сата, виделе дека ќе ги изгубат изборите, направиле анкета, 57% вика него не треба да му се дозволи. А они му дозволија, го викнаа, човекот доаѓа со виза заради таа болест. И малку сега попунелажи, се каеме за одлуката, ќе изгубиме поенчиња. Да, заради таа целијакија таму што ја имал, демек не смел да се вакцинира. А и дека прележал исто тоа може. Тоа после го извадија, тоа е најголемата глупост, тука они се закопа. Значи и доаѓа таму и они почнат да го малтретираат зашто некој штиклирал дека не бил у друга земја, а онот фактички лето од Шпанија, сите знаат, кога се качил у Шпанија на авион, не би го пуштиле да немал валидно, и се гледаат на нешто да се фатат, да не го пуштат. Шо и да. Затоа он коди на суд ги добива, бидејќи тие работи се бидејќи очекуваат дека тој министерот може да му даде вето за да појачаат на некој идиот, а тој Џоковиќ кој е многу интелигентен, не знам како го дозволил, а им текнуе, тајте му дајме дека бил позитивен на 16 декември. Тоа е утепување. Тоа е крај и за Србија и за него. Значи, се сликал со деца. Да. Интервју, отишол у Шпанија. Што значи тоа? Кај нас у лабораторија, ако дојдеш кај мене и си позитивен, така. Ако не ти давам резултат, ќе ти речам, жаре, кри се 10 дена, не заразој никој, ја у затвор кидам, ако кажеш негде јавно дека сум ти кажал дека си позитивен. Ја морам, лабораторијата мора да те пријави дека си позитивен. Значи, ако лабораторијата не го пријавила, како што и сите сме биле позитивни, знаеме дека така функционира тоа. Не го пријавила, а му кажала дека е позитивен, дури му издала резултат. Ако го пријавила, а државата кај нас институт за или центар за јавно здравје, Џоковиќ нема везе, нека шета. Треба да му дај решение за изолација. Ако му дај решение за изолација, тој не може да оди народом ќе го запрат, ќе му земат казна и така натаму. Значи се тоа сега не само него лично, туку и целата држава и системот. Ама мислам толку дилетантски направено. Очекувате дека го чекаат тоа, иако правно они немаат право да кажуваат што преломно. Добро, ама политички пак запоени политички така. Инаку кај нив тоа е лицемерие, мислам, ја ги пратам. Значи има 97% вакцинирани полнолетни. 97, а негде околу 87 се со се овие децава на 12 години. А целата структура им пропадна. Они се жив доказ дека тие ковид пасови сертификати се ѓубре. А кај нив тоа на највисока мерка со ковид они не пуштаат никого, они не пуштаат да влезеш. Дури ни тие не ги признаваат. Значи не пуштаат да влезеш само при специјални посети. Значи затворена земја. Они беа едни од најголемите многу животи со тоа, меѓутоа они сега ја го следам тоа. Така, сега? Сега имаат 150.000 во просек дневно. Тоа е 1 милион неделно. Случај, а колку е 30 милиона сите. И Џоковиќ им ја внесе болеста. Да. Значи кога влезе, ја сваќаме лицемерие во гледаме. 150.000 има. У Мелбурн има по 10-15.000 дневно, веќе не можат карантин. Него искоренија вирусот си се шета и него сега не го пуштале, он фактички и шеташе. Неговата грешка е што и он води политика. Ако водиш политика, доби на суд, врати си се фала, еве кој е управо, вие не ме сакате, или донеси дека си вакциниран. Он сам каже, ја нема да кажам дека сум вакциниран. Можеш да си земе потврда за вакцинација.
Па да, и со тој да покажеше... И таму ќе ја покажат, ние ќе го прашувавте вие новинари сите, ќе рече, тоа не ме интересира, не е ваша работа, моја тајна е. Ама дури ќе беше и добро за како порака да се искористи моментот. Апсолутно. Еве вакцина и супер. Инаку вакцината е направена за ризични групи, за итна употреба, emergency use only, не треба да ги малтретираат здрави луѓе, он втор пат прележи.